белешка коректна дека не треба овие извештаи да чекаат една година во собраниските лавиринти, туку треба да бидат разгледувани за да може понатаму да постапува владата, ако има намера да постапува по соодветните препораки од тимот на Народниот правобранител. И се согласувам со таа констатација, но и сега тука имаше препирки дали кој тоа го блокира собранието. Во Комисијата за политички систем има поминато е, зашто председателот не свикал седница, тоа веќе, знаете, оставам на него и на неговата способност да ја менаџира ова институција. Јас нешто друго сакам да укажам и на колегите, па и на јавноста. Ако омбудсманот е институција која што ги чува правата на граѓаните, и ако со конвенции на Обединети нации човековите права се највисоки права, и ако некој во 2013, 14, 15 викал дека е ова заробена држава, па сме имале исто вака големи извештаи со навистина нотирани прекршување на голем број на човекови права. Да подсетам, значи редовно ги следам извештаите на Народниот правобранител. Мислев ова на новиот правобранител да му го кажам, штета што не е тука. Најголемата доверба се уште ја уживате кај граѓаните. Најголем. Институција со најголема доверба. За да тоа го одржите, навистина треба да останете неселективни, да не гледате да угодите на било која политичка партија што ве предложила. Се може на парламентарното мнозинство не им се допаѓа што вакво нешто се пишува, но ако сакате навистина да бидете единствена, можеби, институција, уште една, ДКСК, можеби, институција во која што граѓаните гледаат за рак на надеж или светло на крајот на тунелот, мора да се занимавате и да ги полните ваквите извештаи. Но што се случува? Една ретроспектива за оние кои што, колегиве кои што не знаат, како дошло до ова. Кога имавме масовни протести, и јас добро се сеќавам дека тогашната власт, знаете, дежаву денеска доживувам, затоа што се сменети страните. Истите говори, само сега се сменети страните, а состојбата е, да не речам, иста. А може би, не може би, сигурна сум, влошена. И тогаш, се уште власт, побаравме од Народниот правобранител. Дајте кажете што треба. Законски измени, финансиски средства, екипираност. И тоа, како институција, вие го добивте со две измени законски во 2016 година, две, и една чинам во 2018 година. Сега, која е измената, на што сакам да ве подсетам и вас како институција, председателот на собранието задолжително, вели вака, во членот 6, односно член 36, се менува и гласи: Народниот правобранител го информира собранието на Република Македонија со годишен извештај. Еве го. Годишниот извештај содржи анализа за работа на Народниот правобранител, степенот на обезбедување, почитување, унапредување, заштита на уставните и законските права. Во ставот 2, извештајот од ставот 1 на овој член, внимавајте колеги, Собранието на Република Македонија го разгледува на седница на Собранието на која задолжително, не вели може, мора, би требало, ако сака, ако не игра фудбал. Не, вели, зборот задолжително. Сите вие што сте правници тука знаете што е задолжително, барем во Македонија мислам дека се уште зборот задолжително значи задолжително. Присуство на членови на владата на Република Македонија, односно нејзини представници. Дали ги гледате, еве јасно сам наочари, можеби од наочариве не можам да видам представници од владата. Гледате, оваа измена е побарана од
институцијата народен правобранител за време на дивењето, на шарена револуција, на кршење на човекови права, на ова побарана, направена. Влада нема, или играат фудбал, а оние онаму па у Ружнави е владата, може би играат пикадо, не знам, не се снимаат, не се толку транспарентни. За овие навистина секоја чест многу се транспарентни. Каде е владата? Кој треба да ги спроведува препораките, господине заменик правобранител? Бидејќи нели следува за неколку дена новиот извештај, јас ве охрабрувам, освен буџетските средства, кадровските решенија, законските решенија што ги побаравте од нас како пратеници, што ви ги доделивме за ваша независна работа, ве охрабрувам на следната пленарна седница да побарате присуство на оние кои што на Пазар 3 коалицијата, кои што треба да седат тука и да слушаат кршење на човекови права, оти да подсетам дека и оние 20.000 граѓани кои што им биле прекршени правата, еве немаат судски епилог. Апропо, не знам како беше, законски рок, така беше некако судењава. Уште една работа за која што сакав да ве прашам, немам време, имам многу, инаку да, ќе го пофалам извештајот, секогаш е темелен. Вашиот извештај ми е како пример кој што редовно го давам на останати институции кои што не знаат да направат извештај. Табеларно и така натаму. Би сакала да ми одговорите доколку можете, да ве замолам, заменик народен правобранител, би сакала да ми одговорите, ако може да се слушнеме, да ми го стопирате времето, имам прашање. Да, благодарам. Имам едно прашање, доколку би сакале да ми одговорите. На страна 171, јас ако ги погледнете стенограмите, редовно прашувам и за ова, ги следам состојбите. На страна 171, квалификацијски родова и етничка структура на вработените во вашата институција, ми недостасува оној момент каде што ги кажувате согласно соодветната и правична застапеност. Дали соодветна и правична застапеност имате во Тетово, во Кичево? Од избрани и именувани лица имате 3 македонци и 3 албанци, дали тоа е соодветна и правична застапеност? Во наредниот извештај ќе ве молам тоа. Дали во Тетово, Кичево, Гостивар, Струга има соодветна правична застапеност во локалните самоуправи? Еве, подопрен глас можете и тоа да го истражите, бидејќи не подопрен глас, вие имате законска обврска тоа да го правите, како во законот ви стои тоа. Зошто недостасува таа пита? Значи, да сте напреднале во раководните работни места, но еве, например, немате избрано именувано лице Турчин, немате Ром. Дали македонците ги имаат своите законски, согласно соодветната правична застапеност во Тетово, Гостивар, Кичево, Струга и така натаму. И во делот на пописот, каде што пишувате методологијата за спроведување на пописот, огромна тема, само да ве прашам дали мислите дека оној од информатичко општество министерот кој што си направи сопствено толкување на резидентно и нерезидентно население и согласно тоа го покачи балансерот на 32%, дали не сметате дека ги кршиме човековите права и се случуваат нешта кои што не треба да се случуваат во Република Македонија? Би било добро како институција, народен правобранител кој што имате законски овластувања да го испитате и овој случај. Благодарам.